Телевизија Кочани неодамно објави коментар дека одржувањето на седниците на Советот на општината без присуство на новинарите, односно без снимање и еметување на текот на истите е класичен пример на нетранспарентно работење на народните избраници и директно ги загрозува правата на граѓаните кои преку слободниот збор треба да бидат своевидна стража над одговорноста и надзорот на процесот на носење одлуки на советниците во нивно име. Или, со спортски жаргон кажано, работата на Советот без новинари е како играње фудбалски натпревар без суди и публика, па никој не видел и не слушнал кој дал гол, кој одбранил и како се одбивала играта. Случајно или не, по оваа новинарска реакција, Советот на општина Кочани во пресрет на 39-та седница, закажана за 20 мај, до 4 локални медиуми упати барање за снимање и емитување на истата, но без надомест. Барањето на советниците е разбирливо и логично, бидејќи ако не пренесат медиумите што тие работат, за што се залагаат или какви одлуки носат, граѓаните ќе останат неинформирани и практично нема да знаат кој работи во нивни интерес, а кој спротивно. Со него тие потврдуваат дека медиумите им се потребни во таа целокупна демократска спрега, а пред граѓаните. Но апсолутно нелогично и неразбирливо е што советниците и градоначалникот година и пол си молчат и не само што не покренуваат, туку одбиваат секаква иницијатива за краткорочно или долгорочно решавање на проблемите со кои се соочуваат медиумите и новинарите, а тие во основа се екзистенционални. Истите медиуми, кои цела 2019 година во секој поглед одработија и во делот на седниците и во делот на афирмирањето на разни активности, со посети на премиери, министри, директори на јавни претпријатија и агенции. Тоа што чуди во целата ситуација, речиси индолентниот однос на овдешните фактори во стилот, па што ако не се снимаат седниците, што ако медиумски не се покриваат настаните, демек нема законски основ и толку. Наместо упорно да се бара и изнајде решение, како што тоа е случај со другите општини. Конечно, најлесно е да се каже нема законска можност и чао. Меѓутоа, предизвикот на функциите е таму каде што има проблеми, истите да се решаваат.